Македонската економија продолжува да бележи раст, а невработеноста да се намалува. БДП-то во вториот квартал годинава е зголемен за 3,4% во однос на истиот период лани, додека бројката на невработени се спушти на 11,5%. За премиерот Мицкоски ваквите бројки се охрабрувачки, но и реални резултати на политиките кои владата ги спроведува. Ако минатиот квартал, првиот квартал бевме на 4-то место, сега го делиме 3-то место со Хрватска. Пред нас се Ирска и Кипар со 3,6%. Мицкоски објави дека раст е забележан и во надворешната трговија. Само во јули извозот е зголемен за 4,69%, а увозот за 4,35%. Кумулативно во првите 7 месеци трговската размена е поголема за над 5% во однос на истиот период лани. Изминативе 7 месеци од оваа година, од јануари до јули, извозот расте побргу отколку увозот. И тоа е редок пример. Редок пример, ако ја гледаме наназад 15 години македонската економија, кога во толку долг период имаме поголемо извозно ориентирање на државата, отколку увозно ориентирање. Што значи се намалува трговскиот дефицит, што значи дека повеќе девизи, повеќе пари остануваат во македонските компании и во раците на македонските граѓани, што представува и наша цел и наша задача како влада. Мицкоски најави дека и покрај критиките на опозицијата и политиките со која турка Македонија назад, ќе продолжи со политики насочени кон економски раст и отварање на нови работни места, со цел долгорочна економска стабилност.